Оваа дебата нема да заврши денеска, од проста причина што ако постои една област каде што во сите подсегменти се врши криминал и општа плячка, тоа е во делот на енергетиката. Господине председателе, кај да загребеме под површина, милиони евра се крадат. И вие тоа го легализирате. Сагаде се топлинската енергија и топлификација, сагаде со струјата елем и евана, сагате најмногу со окта. И ке дебатираме надолго и широко. Но она што е клучно, ова што ревизорот го констатира е ситница. Впрочем, парите кои што вие ги собирате се отприлика помалку од 1 милион евра на годишно ниво. И тие не се високи пари, што ви ги плаќаат операторите. Клучната пара е кај завршува, клучното прашање е кај завршува црната пара. Од маса. Ја не верувам дека вие лично имате дел од тоа. Не знам, може би грешам, ама многу луѓе имаат. И за криминалот што се прави во енергетскиот сектор, оние политички мотивирани 109 години на Велија Рамковски и останатите се ситница. За овој криминал 1000 години треба да се присудат затворски казни. 1000 години малку се. И ќе ви кажам зошто. Господине председателе, вие со вашиот подпис им давате на операторите во енергетскиот сектор да прават екстра профити на грбот на граѓаните и на грбот на фирмите. Ама секаде е така. И ќе ви дадам конкретни примери. Жалам што Владко Ѓорчев избега, за да му ја кажам вистинската, а не веселата математика што тој ја прави. Па да ми дадете одговор вие, господине председателе. Например, како е возможно да изголемувате повисоки производни цени на топлификација, која што во исто време дава пријавува екстра профит, а во исто време зима 5 милиони евра на заем од МЕПСО. Како е тоа возможно, објаснете ми? Вие сте регулаторот кој што на топлификација треба да и рече: ти топлификација не смееш да ги зголемиш цените, бидејќи нема зголемени производни цени. Лага е тоа. Зошто, господине председатели, дозволувате на топлификација да купува мазут по едни цени во јули и во август, да ги складира на складиштата, а да ви пријавува во јануари и февруари повисоки куповни цени на мазутот? Не ми климајте со глава. Топлификација купува мазут по едни цени, ги троши кога треба да се прави и кога трае гредната сезона, а ви ги пријавува дека ги купува во јануари и февруари кога расте цената на мазутот. И прави екстра профит. И вие тоа го легализирате. Господине председателе, како е возможно на топлификација да ја дозволувате во енерганата Запад уште да троши мазут со висок процент на суфур, а ги лаже потрошувачите дека е на газ? И целата Вталиџе 1, 2 и Вла 1 и 2 се загадени од неа? Како тоа го дозволувате? Сакате да ви зборам за елем? Како е возможно, господине председателе, РЕК Битола постојано да ја намалува цената производството на струја, кога лигнитот е исти, кога луѓето што работат таму се исти, а на кај да ја признавате повисока цена? Па што се зголемило во РЕК Битола за да драстично расте незината производна цена, осем криминалот? Зошто и дозволувате на РЕК Битола да гори за производство на струја 12 пати повеќе мазут, отколку што тоа го правило раководството во времето на СДСМ? Замислете, РЕК Битола троши 12.000 тони мазут за палење во печките. Во времето на СДСМ тој изнесувало 12 пати помалку. И после вие тоа го подпишувате. Тоа е криминал. Бидејќи никој не може да докаже колку се изгорило во воздухот и колку излега од печките на РЕК Битола. Господине председателе, доаѓаме до вашето, не вашето, на вашите газди. Затоа е проблемот на оваа регулаторна комисија, а тоа е ОКТА. Бидете вие за промена маш и дајте ние во ова собрание методологијата, и која што е составен дел од анексот. Вие тоа го кажавте, ние со тоа се согласуваме. Абе, дајте да ја видиме таа фамозна методологија. По која цена се формира цената на нафтата, мазутот и бензините во оваа држава? Зошто тоа никој не го знае? Освен Груевски, освен вие, предпоставувам, иако се сомневам. Јас сум убеден, и тоа се збори низ кулуарските кругови, дека на секој 2 недели ви доаѓа плико од ОКТА затворено и ви вели: евеа цената. Не се смејте, дајте ни методологијата. Ајде да видиме по која методологија граѓаните плаќаат поскапа цена на нафтата, на бензините и на мазутот. Зошто е таа тајна? Таа треба да биде објавена на интернет, наместо да ја криете. Па до кога грчкиве газди ќе им бидат газди на ВМРО-вските лажни патриоти?
До кога ќе ви трае договорот на секој литар да ви капе мито и провизија? Па нели ви е срам или има ли усу оваа влада до кога ќе краде мито и провизија од грчките газди и ќе ги наплаќа на грбот на македонските граѓани само затоа што Груевски потпишал анекс на тој договор, кој што беше дополнително запечатен со договорот кој го потпиша Трајко Слаевски на 31.12.2007 година. Има ли крај оваа плячка која што ја правите заедно со ОКТА? И еве ќе ви дам, колеги пратеници, конкретен пример. Седнете, колега Владко Ѓорчев, за да слушате математиката. Колеги, во 2012 година, март месец на 12, регулаторот вика следново: чини $125 барел нафта. Така е. За таа сметка, мазутот ќе го купувате 49 денари. Така е. Не лажам. Еве што направил регулаторот во 2008, каде што, погледнете си ги сообщенијата, добро ги знам, бидејќи ја пратев таа материја. $140 е барел. Поскапо него денеска. Така или не е така? Каде што доларот е поевтино денеска и каде што цената на барел, каде што цената на литар, на килограм мазут или литар седно е 29,6 денари. Па објаснете ми оваа математика. На $140 барел, 29 денари мазут. На $125 барел, $49 мазут. Кај го има ова? Каде го има, во која држава на повисока цена на светските берзи, на поевтин долар? Сега да имаме ние, да имаме една цена, а за пониска цена на нафтата, за поевтин долар, ние да имаме во Македонија граѓаните да плаќаат поскапа цена на мазутот. Па каде го има ова лудило? Објаснете ми во која држава поевтината нафта дава поскап бензин или мазут? Само во Македонија. Ја гледате разликата. Помножете го ова по 300.000 тони мазут, што се троши во Република Македонија. Разликата е 20 денари. По 3 милиона литри. И ќе видите кај да товие пари. Па после не да има за мито и провизија. Па со лопата не може да ги земат парите екипата која што го потпиша договорот, а ви седи во извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Сакате да ви говорам за нафтата и за бензинот? Еве ви уште еден податок. 2008 година, за јули месец говорам, кога го достигнува пикот нафтата на светските берзи, $140 за барел. Знаете колку изнесува тогаш цената на вашиот литар супер бензин? 80 денари. 80 денари чинел тогаш литар бензин. 98 октански. Сега е 125. 125 е помало од 140, се согласуваме сите. Да. Како е возможно на $125 барел цената да е 85 денари за литар? Како е возможно? Тогаш доларот бил поскап, сега доларот е паднат. Па каде има оваа математика, господине председатели на регулаторот? И знаете што е системскиот ефект? Што вие наместо тоа да го санкционирате, вие го легализирате. И им олеснувате на владата само да товарат мито и провизија од ОКТА, од топлификација, од Елем и од Евана. И што остана уште? Нема друго. Уште да наплаќаат за воздухот, што го загадуваат. Македонија има најголем екстра профит од производната до продадената цена во регионот. И тие пари завршуваат кај одредена олигархиска група на луѓе. Затоа директорот на топлификација по неколку пати ќе оди во влада навечер за да не го гледаат останатите луѓето од медиумите. Затоа не може министерот за економија да припари во ОКТА, бидејќи не го потпишал он договорот. Другата екипа од ВМРО ДПМН ќе се пазари со посредниците и заштитените сведоци во случајот со Љубе Бошковски и ОКТА. Други ќе го прават тоа, а вас ќе ви стигне плико и ќе рече денеска 85 денари литар. И ќе потпишете. Тоа е клучниот проблем. И оваа комисија, ако не го врати својот кредибилитет, вие сте зрели за разрешување. Ја да сум на ваше место. Или ќе ја ставам на увид на јавноста целата методологија, или ќе се поднесам оставка, бидејќи вие сте соучесник на масовниот криминал што се прави по сите основи во енергетскиот сектор, бидејќи вие го легализирате со вашиот подпис. Да не го легализирате, граѓаните ќе плаќаат многу поевтин нафта, бензин, парно и струја. Благодарам.
За реплика е пријавен председателот на Регулаторната комисија, господин Димитар Петров. Повелете.